Затоа барам од Министерството за здравство да се повеќава да се помножи бројот на тестови за COVID, брзи тестови за COVID-19 и другите тестови што граѓаните на време да се диагностицираат. Пошто има пуно граѓани кои не сакат да прават тест поради тоа што се стават во карантина, има и граѓани што сакат да прават тест, барем за нив што сакат да прават тест, брзи тестови, да има термини. Исто така, сметам дека граѓаните во последно време се ослободени многу и не ги почитуваат мерките, она што ги бара Светска здравствена организација и Министерството за здравство во Македонија. Затоа сметам дека доколку сите одат, бројката нема да биде 1200, него ќе биде 2400, 2500 до 3000 на ден ќе се покажуваат со коронавирус. Исто така и со набавка на вакцините, значи во Македонија касни, што не е тој проблем на Министерството, пошто и граѓаните чекат на вакцина, вакцината каснува, баре можда Министерството за здравство да дава нови мерки за заштита од коронавирус и да го скрати работно време и подвижност на граѓаните. Можда е потребно и да се одеме во целосен карантин, за да не биде нешто фатално за граѓани Македонија во постојано време. Оти бројката се зголемува. Вистина дека нема доволен број на термини, пошто нели знаеме сите дека бројката почна да се намали со пациентите кои се позитивни, ковид позитивни. Меѓутоа овие 2-3 последни денови има зголемување на бројот на пациенти кои се инфицирани со COVID-19 и нормално дека и ние сме преземале барање до мој термин за да се зголеми бројката на термини. Значи моментално функционираме до 20-25 дневно, сега барањето е значи максимум што можеме до 50 да постигне значи дневно бројка на пациенти кои може да закажат термини преку матични лекари. Согласно настанатата ситуација, односно зголемената потреба за анализата Д-димери, како и воопшто за лабораториски потреби на пациентите, ние обновивме апаратура, поголем апарат со поголем капацитет за Д-димери, останати хормони и тумор маркери на истиот ке работиме, како би можеле да го зголемиме и капацитетот на прием на пациенти, односно технички да можеме да ги сработиме во текот на денот потребите на пациентите. Сакам во оваа прилика да истакнам дека ковид епидемијата е во моментов во многу висок пик, состојбата е повеќе од сериозна. Ги демантирам сите шпекулации дека нема доволен капацитет да се сместат и хоспитализираат луѓето, но здравствениот систем се соочува со сериозни недостици на квалификуван кадар. И затоа во оваа ситуација апелирам особено до младите луѓе да се придржуваат кон мерките и насоките кои што ги дава Комисијата за здравство и владата и дополнително за оваа информација најдобро би можеле да се информирате во ресорното министерство, бидејќи сепак тие менаџираат со здравствениот систем и располагаат со сите овие податоци.